Добро утро, почитувани гледачи, следува ново издание на емисијата Фактор здравје. Ова утро зборуваме за венската тромбоза, која е чист здравствен проблем, кој доколку рано се открие и навреме се дијагностицира, соодветно и успешно и ќе се третира и лекува. За причините, симптомите, начинот на третман, како да се спречи, како да се превенира венската тромбоза, утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Трајче Галев, специјалист интернист од ПЗУ Интер Ехо. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Да. Тема и проблематика која што вие и од секојдневието и од праксата кажувате дека е доста често застапена. Посебно ни наближува топол период, веројатно и ќе се стопли времето, па луѓето со оваа проблематика повеќе страдаат. Така. За жал тоа е доста чест проблем, посебно длабоко венската тромбоза која што знае да стане критичен проблем, има огромна важност. Апсолутно е важно рано да се препознае и за рано да се третира. Значи, се работи за состојба која што е лесно се лекува со медикаменти, меѓутоа доколку се почне на време. Така да тоа е целата важност на тој проблем. Така, за сето ова ќе зборуваме во текот на денешната емисија, веднаш по првиот блок реклами. Ја користам можноста, почитувани гледачи, да ве повикам и да ве поканам да се јавите, да побарате совети, препорака за проблемот кој што го имате. Следете ни. Со доктор Трајче Галев, специјалист интернист од ПЗУ Интер Ехо, зборуваме за венска тромбоза. Доктор Трајче, што е венска тромбоза или хронична венска слабост? Така некако заедно хронична венска слабост и венска тромбоза одат заедно, рака под рака. Значи, најчесто венска тромбоза се јавува кај пациенти кои што имат хронична венска слабост, значи наједноставно кажано кои што имат проширени вени, варикозни вени. Самото проширување на вените прави крвта да не се враќа назад по природниот пат по кој што би требало. Така да подолго време се задржува буквално во исто место во самите вени. Значи, најчесто се работи за проблем со залистоците, тоа е најчест проблем. И тоа со сафена магна, тоа е главната површинска вена, која што овде на ниво на препони се спојува со длабоките вени, со длабоката феморална вена. Со тоа што се работи за инкомпетентен залисток кој што не се затвара добро. И крвта наместо да оди во еден правец кон срцето, во поголем дел се враќа назад и доведува до стаза, до стоење на крвта во исто место. Самото таа состојба да крвта да не се движи правилно е ризик за да се формираат тромби во тоа место, каде што крвта стои, се згуснува и тоа најчесто се формирање на тромби во површински вени, која што е една работа. Значи, површински вени со појава на тромбоза стануваат болни, значи најчесто се гледа локално црвенило, оток, значи тоа е состојба која што е болна, која што е непријатна, меѓутоа не го загрозува пациентот. Значи површинските тромби немаат ризик да емболизираат во белите дробови, да се откачат и да отидат во бели дробови, за разлика од длабоките вени. Значи тромб во длабоки вени веќе е нешто сосема друго. Исто е сврзано со хронична венска слабост, меѓутоа многу почесто се јавува кај пациенти после операција, после подолга болест, подолга хоспитализација, после скршеница на нога, многу често знае да се јави. И затоа би требало тие пациенти превентивно да примат терапија нискомолекуларен хепарин. Меѓутоа длабоко венската тромбоза е веќе нешто сосема друго. Значи тој тромб може да емболизира во бели дробови, може да биде масивна емболизација и да го убие човекот за саат-два. Значи, ризикот е присутен, така, од откачувањето. Не знаеме, не би можеле да претпоставиме и да знаеме значи, кога би се случило такво нешто. Ако имаме состојба, кога има тромб во длабока вена, значи протоколот е дека ризикот од емболизација е присутен, дека може во секој момент да се случи. Не значи дека секој тромб во длабока дека ќе емболизира. Меѓутоа секојаш тргнуваме со тој став дека тоа ќе се случи едноставно. Така. И затоа веројатно нели и навременото откривање, дијагностицирање и следењето и терапијата која што потоа се применува и превентивни некои мерки така кои што треба да се преземат ја олеснува целата ситуација. Што предизвикува ваква состојба? Кои се причини, ризик фактори? Во однос на длабоко венската тромбоза, значи најчеста причина е хоспитализација, фрактура, постоперативно. Значи, состојба кај пациент кој што е во кревет подолго време, кој што е неподвижен, тоа е главниот ризик за
формирање на длабоко венска тромбоза. Секако дека тука стојат и многу други состави. Значи малигни болести сами по себе знаат да предизвикат формирање на тромб во длабоки вени. Ситуацијата со ковид, со корона, значи самиот вирус беше протромбоген, значи многу често имаше пациенти кои имаат тромби во длабоките вени. Има значи многу фактори кои што можат да доведат до формирање на тромб во длабока вена. Ако тромбот во длабока вена некој знае да даде јасни симптоми, значи ногата да биде отечена, да биде болна, меѓутоа некојаш не мора да биде така. Значи знае да биде и асимптоматски или тие проблеми да бидат минимални, значи да станува збор за мал оток, за чувство на нелагодност повеќе отколку некоја изразена болка. Исто така, со такви некои благи симптоми или рековти асимптоматски ги занемаруваат, некако се навикнуваат на тоа, па второ има доста пациенти кои што се постари, кои што имат ревматски болести, кои што имат болести со зглобови и тој оток го припишуваат на тоа. Меѓутоа многу е важно да се расчисти каква е состојбата со крвните садови. Тоа е првенствено важно. Значи појава на нов оток на ногата одеднадеж со некаква чувство на болка, посебно болка позади во листови, едноставно чудно чувство со ногата, значи треба да се направи прв чекор да се јавите на матичниот лекар. И ќе треба да се направи лабораторија, меѓу кои што дедимери би биле како најважен параметар и да се направи доплер на крвни садови. Затоа што колку порано се утврди дека се работи за тромб, терапијата е дотолку поефикасна. Посебно сега современата терапија со лекови како ривароксабан, апиксабан, се екстремно ефикасни ако се даде на време. На време, така да. Имаме веќе гледач на линијата, го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро. Добро утро. Добро утро. Повелете. Имам едно прашање. Имам попуштени вени многу. Дали можем да пием андол од 100? Сега моментално не пијам ништо. Кој е топло да са вените, облози ставам само. И ги мачкам тие за вените мас. И тоа е. Во однос на терапијата за проширени вени, значи мора да се направи доплер да знаеме на што сме. Значи има огромна разлика во третманот, што понатаму. Значи имате доста пациенти кои што едноставно професионално имат хронична венска слабост заради тоа што се нанозат по цел ден. Кои што долго време стојат, така, да. Проширени површински вени, кои што нема таа слабост на вена сафена магна. Значи тоа е друга ситуација. Друго е ако е проблемот вена сафена магна слабост, кој што е најчест. Така да терапијата исто така многу зависи дали пациентот има тромбоза во површински вени или нема. Андол сам по себе не може да спречи да се формира тромб во вените и нема е тоа индикацијата во суштина. Значи, многу луѓе пијат андол стотка и мислат дека се заштитени од тромбоза, ама тоа не е така. За проширени вени има многу и масти и креми, меѓутоа главниот третман за проширени вени се компресивни чорапи во суштина, најефикасното нешто. Меѓутоа сето тоа мора прво да се направи доплер за да се направи точна проценка до каде сме. Знаете, многу луѓе секој ден се шокирани кога сваќаат дека има тромб. Едноставно го занемариле тоа и се зачудени после кога ќе си размислат подобро сваќаат дека симптомите се тие, дека одеднаш ногата оттекува, одеднаш при мало движење чувствува дека има проблеми со ногата, тежина во ногата. Значи, тие симптоми се неспецифични, не може да кажете веднаш дека тромб, ама некаков аларм треба да... Така. Дошле токму на преглед заради таа проблематика или пак и заради нешто друго, па заради тоа веќе изгубено време, мислајќите, веќе поминал месец, два. И сега има голема разлика ако почнете со третман на акутен тромб, во смисла на негово разградување. Сосема друга ситуација ако почне третманот после месец, после два. Значи, тој тромб веќе почнува да се менува. Самиот организам го разградува, меѓутоа обично остава последици по самата вена. И тоа е тој посттромботичен синдром, во кој што вената, која што е една многу нежна структура со многу нежен ѕид за разлика од артериите, при таква тоа е веќе воспалителна реакција со стварање на фиброзно ткиво, самата вена се контрахира, се стегнува и станува крута, значи го нема таа функција на враќање на крв. И тие проблеми посттромботичен синдром се доста тешки и за третман, резистентни, доста непријатни.
може да бидат избегнати со терапија правовремено. Така. Ама ако навреме и рано се Така, открие, така, така, и ако се побара лекарска помош, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Да, само ќе ве замолам, не успеваме убаво да ве слушнеме, може ли малку погласно? Да, ќе го намалите тонот на телевизорот, па тогаш ќе се чуеме поубаво. Ајде, повелете. Дали сте се уште на линија? Ало? Ете, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Би сакал да го замолам докторот за една информација во врска со, пошто прележав пулмонална тромбова емболија како последица од ковид заболување. Примам се уште Сарелто, не бев на пулмолог, тој ми предложи да продолжам, до тогаш зимав од 20 мг, ми ги намали на 10 мг. Меѓутоа, пошто се многу скапи, а јас сум како пензионер на возраст од 74 години, на интернет прочитав Риволокса бан, производ на алкоолит. Дали е ова замена за Серевтото и дали можем да го користам? Ви благодарам многу. Добро, ви благодариме и ние вам. Значи, лекот се вика Риволоксабан. Има повеќе фармацевтски компании кои што имаат поднивен назив, комерцијален назив, нормално. Инаку тоа е истиот лек, значи не е тоа друг лек, не можем да кажем дека е замена, едноставно истиот лек е генерички, само е различен производител, едноставно. Така да во таа смисла нема проблем, али ова со белодробната тромбоемболија, посебно пост-ковид, за жал беше многу често и се уште луѓето има доста последици од сето тоа. Точно е дека таа терапија е поскапа, апсолутно. Меѓутоа е екстремно ефикасно. Така и треба да се користи додека лекарот нели не направи проценка. После белодробна тромбоемболија најчесто таа терапија е и доживотна. Да. Така да за жал тоа е тоа. Проблемите со хронична венска слабост, со проширени вени не се само козметички проблеми. Да, естетскиот дел секогаш настрана треба да го тргнеме, така е еден момент, ама многу посериозен е оној здравствениот и што би можело како проблеми да направи. Луѓето кои имаат хронична венска слабост, значи имаат проблеми, имаат отечени нозе, слабост во нозете, многу лесно се замарат, тоа чувство на тежина во нозете кои што го опишуваат. Меѓутоа тоа не се симптоми со кои што они не можат да живеат. Сваќате им го влошуваат квалитетот на живот, меѓутоа сепак. Проблемот е дека таа ситуација го зголемува ризикот од тромбоза во огромна мера. При појавата на првиот тромб, најчесто во вена сафена магна, значи све се менува. Многу од тие работи, значи зборам и за хронична венска слабост, може да бидат третирани. Значи можат хируршки да бидат третирани и тоа да биде екстремно ефикасно, значи да имате период од 30-40 години во кој пациентот нема никаков проблем со вена. нема да имате проблем, така. И тоа се екстремни, имате луѓе кои што имаат страшен проблем со вените, кои што ќе се оперират, па после мене ми коментираат што чекав 10-15 години. Така. Буквално животот им се испуштиле голем дел од времето и периодот кој би можеле да се олеснат, а и да се заштитат на некој начин од оние компликации и последици кои може да се јават. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро, Виле. Голем поздрав до прекрасната водителка што ни овозможува и доктор значи толку убаво објасни, еден голем поздрав до него, толку ни значат овие емисии. Вака, Биле, сакам да прашам, нели тие каишите што ги рекламираше тај доктор Левисли, што нели и тие лековите, и ја кога идеше на работа, почнаа ногите, знаеш, да ме болат и ги ставиаше тие каишите, и толку не ме болеше, например, ама сега гледам од време на време, сега нели у пензија, осеќам дека у колената, нели така како ме нешто штрекне, боли ме, па имаме мас и тие стегачи, и сакам да ме прашам докторот, а немам попуштени вени, дали треба да ги стискамо под колената, мислим, нозете, или така слободно да се движимо? Што ќе ми каже овај прекрасен доктор? Ја некад пут ги, мислим, стегнем ги и така како ми смета, а кад одим и кад не сум стегнена, не ми смета. И да видим што ќе ми каже. Голем поздрав и продолжете. Многу ни значат овие емисии. Поздрав. Значи компресија на нозе, било каков каиш, не. Тоа не би требало. Значи што и да ве стега на колено или било што, тоа никако. Значи тоа е турнике ефект со кој што можете беле да направи тако многу стегнато, значи да попречите циркулацијата.
така да не треба ништо да биде стегнато. Така. Ако збориме за компресивните чорапи, значи тие се различни, значи они имаат градуирана компресија која што е најизразена долу на нозете и мислам во стапалата и надолу тој степен на стегање се намалува. Меѓутоа тоа се чорапи кои што фаќаат целата нога. Значи не е тоа стегач кој што се става на едно место. Така да има опции за луѓе со хронична венска слабост со тромбоза, значи за среќа сега имаме лекови кои што се екстремно ефикасни. Али е многу важно да се почне на време. Така. И еластичните чорапи, иако малку отпор постои кај популацијата така, за да се носат, можеби се малку потешки додека да се точно. облечат, така. Посебно и летно време се проблема, тогаш треба најмногу да ги носат пациентите. Тешки се за носење во смисла дека е топло. Меѓутоа долгорочно гледано ефектот од нив е најдобар. Неспоредливо со ништо друго. Веројатно само треба период да издржат за да се навикнат тоа да можат да го носат. Така, бидејќи во секој случај е нешто што треба да се примени и затоа и Апсолутно. Значи, проблемите со хронична венска слабост се прогресивни, че тоа само се влошува со тек на време. Не станува подобро. Луѓето пробуваат се и се што, меѓутоа проблемот е наједноставно можам да кажам чисто механички. Значи вената е проширена. Назад нема да се врати. Не постои некое средство со кое што би се вратило таа вена назад. Тоа што го прават компресивните чорапи е буквално механички ги стегат вените и ги држат затворени и до некаде ситуацијата е блиска до физиолошката ситуација каква што би требало да биде. И точно е дека се потешки за носење. Апсолутно. Меѓутоа, ако ставиме на вага дека ве штитат и од тромбоза и од се друго, тогаш и не е до толку тешко. Така. Првата појава на тромб многу ја менува целата состојба. Значи, што нормално секој човек би се преплашил од такво нешто, меѓутоа и локалната ситуација со ногата се менува многу. Значи, почнува таа изгледот на ногата, така? Атрофија на кожата која што веќе со тек на време изгледа многу лошо, многу луѓе тоа го доживуваат како страшно, буквално ги преплашува самиот изглед на ногата. И на крај тоа води кон стварање на улкуси, на рани кои што едноставно не се затварат, кои што се многу тешки за третман. Така, да. И луѓето со ваков проблем треба почесто во текот на денот ногата малку и подисправена да ја чуваат, да не е секогаш вака како што еве ние седиме сега. Значи, знаете, добар дел од луѓето имат таква професија. И сега лесно да зборувам, ама професијата е таа. Како во пракса да го примениме. Да. Иначе луѓето кои што имаат проширени вени и проблеми со вените, они самата состојба ги тера да ги кренат нозете, затоа заради таа чувство на тежина која што го имат. Така, да. Имаме двајца гледачи на линија. Добро утро, повелете, ве слушаме. Ало, добро утро, јас сум на линија. Да, вие сте. Да. Добро утро, поздрав до водителката, до докторот многу. Јас сум жена у години, над 80. На левата нога имам вени. На левата нога имам вена свиткана модра као пијавица, као змија. Ама сум ја носила со години на работа кога одев. Не ми правеше никаков проблем. Еден ден ноќе успиење, нешто ми се спушти по ногата. И ја мисле дека имам нешто у постелата. Ја отворив, вената нема. Крв нема нигде. Вената нема. Испразнета. Се јавувам на мојата докторка, рече дека не видам, нема кај да те праќа. Отидов кај незе, ме прати на кожно, овде имаме, јас сам од нашето пациенту, ме пратил на кожна, вика, ја во прв пат го гледам, вика, како може да се испразне вената. Викам, ја не знам. Ме прати ја горе у болница на инфузија. Ова, што взимат крв. Трансфузиологија, да. И таму докторката ме прегледа и она се зачуди. Вика, кажи ми на мене ти, погледна на компјутерот, вика, ама ти имаш нога оперирана, вика, скршив кук. Вика, на која? Викам, десната е, не е на таа, дека ми е вената спуштена. Така. А сега, ќе ве замолам само малку пократко, нели, во интерес на времето. Проблемот кој што сега го имате и прашањето до докторот? Сега докторот да ми каже, вената дека беше. Нема ништо. Има тенки така, се познаваат, ама таа кожа тука што е многу потемна ми е. Добро, да, ви благодариме. Вака, значи би требало допер да направите за да се расчисти ситуација. Значи ова укажува на некаква можна тромбоза, така да
Трансфузиологија тоа е се во ред, значи одредување на D-димери апсолутно. Меѓутоа D-димерите некои знаат да бидат лажно позитивни, мислам они се позитивни, меѓутоа не е причината заради тромб. Значи има многу други состојби од руптура на Бейкерова циста до повреди кои што знаат да дадат покачени D-димери. Така да и во ситуацијава и покрај тоа што се одредени D-димери, значи би требало да се направи доплер на нозете, тоа е најточната и најтехнички едноставната метода со која што имате буквално 100% диагноза, значи или има тромб или нема. Ке се знае дали нешто има или и не е само дали има тромб, него се гледа и целата анатомија на вените, дали има проблем со вените, така да тоа е тоа. Така да. И следниот гледач да го слушнеме. Добро утро и за вас, повелете. Дали имаме уште едно јавување? Да, ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Пред да продолжиме со разговорот, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Се јавувам за сопругот е правен 11 операции на нозите. Добро утро. Да, повелете. За сопругот се јавувам слушнавме. За сопругот. Да. Правена е 11 операции на нозите и сега пак треба да се прави. Има вртулк околу графтот од конституиран тромбози. Добро. Треба дополнително слободно прашајте, доктор Трајче. Операција на артерија има правилно, така? Да. Да го намалите. Вртулк на тромбови има и активна тромбоза. Меѓутоа, операција е правен на артерии. Да. Самите графтови се запушуваат. Кај графтот има нешто, некој пропуст изгледа и сега има пак вртлук од многу тромбови. Да. И чекаме пак за операција. Дали е тоа нешто ризично што да правиме, не знаеме. Вака, значи, ова е друга ситуација, ова е тромбоза на графт во артерија, која што многу често се случува, значи, сепак графтот е сепак синтетички материјал и ризикот да се створи тромб во тој графт постоперативно е многу голем. Меѓутоа, третманот овде е оперативен повторно, значи, доколку е тоа обично оди со целосна оклузија на графтот, формирање на тромб во артерија. Така да тоа значи дека нема циркулација во ногата, артериска циркулација, тоа е веќе нешто друго, ногата може да биде акутно загрозена. Така да ќе треба да се оперира пак. Сега, за жал тоа се тешки ситуации, значи пациентот се оперира многу пати. Меѓутоа нема друго решение. Ќе мора да се направи тоа или со некаква ендоваскуларна интервенција, меѓутоа ќе мора да одлучи васкуларниот хирург во таа ситуација. Али тоа е една работа, значи тоа се, знаете, артериите на нозете апсолутно имат друго значење, сосема друго е ова со вените. Тромб во артерија може да се формира, меѓутоа тоа е екстремно ретко, споредено со тромбоза во вените. Има и доста други ситуации кај бремени жени, например, самата бременост сама по себе е ризик од тромбоза, значи самата состојба е протромбогена. Меѓутоа, бременост има друго значење кај жени кои што веќе имат проширени вени, кои што имат венска слабост. Така да би требало кај нив да се обрне повише внимание. Не значи дека треба да прават доплер на секој месец, далеко од нешто тако. Меѓутоа, доколку забележат нешто чудно, во смисла на болка или дека нешто едноставно не е во ред, да бидат свесни за тоа за да се реагира на време. Во бременост обично има оток на нозете од самата состојба. Да, отоците секако нели се јавуваат, посебно веќе кон крајот на бременост. Така да, али сепак треба да се има на ум затоа што таа состојба е ризична за формирање на тромбоза, посебно кај пациенти кои што имаат претходно проширени вени. Така да. И ги споменавте дедимерите во ковидот многу актуелни, така мораше да се проверуваат, иако порано за дедимери сме слушале само трудниците проверуваат дедимери, не ни знаевме зошто, како и што, меѓутоа се покачените сериозен проблем кај луѓе, нели, со покачените тромбоза. дедимери, знаете, тоа е проблемот со дедимерите. Значи, они се екстремно сензитивни. Значи, ако имате покачени дедимери, имате проблем. Ако се дедимери мирни,
во смисла не се покачени или се дупло пониско од референтна вредност, значи тоа буквално исклучува дека има тромбоза. А меѓутоа, ако се позитивни, не значи дека е веднаш тромб причина. Значи има многу други причини кои што може да доведат до покачани Покачување на дедимерите. А терапијата е многу различна. Така да не би дале терапија за, наједноставно кажано, за разбивање на тромб само врз основа на покачани дедимери. Затоа што ако немате тромб, може да се случи проблем, да се случи крварење. Затоа Многу ќе се разреди крвта, така? Затоа тука нели се... Апсолутно. Затоа е многу важно значи, да се постави точна дијагноза и во однос на оваа проблематика Доплер наодот ви е најважно. Најдоброто нешто, така што може да се направи, да. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Добро утро. Дали сте се уште на линија? Добро, во очекување на јавувањата на гледачите, иако веќе... Добро, ве слушаме, повелете. И не знам колку време треба да се пијат овие да не се штетни и за натаки и за наредните месеци. Кои? Диостамин плюс. Како? Да, не ве слушнавме убаво. Диостамин плюс. А зашто ги... Противчења сега. Колку време треба да ги пијам? Не ја прашав докторката, а сега не знам. Диосмин пиете? Диостамин плюс. За вените. Предпоставам дека е диосмин. Значи, тоа е хронична терапија, малте не тоа е доживотна терапија. И се дава, значи, кај хронична венска слабост. Меѓутоа, пак ќе кажам, многу е битно да се знае точно каква е ситуацијата со вените. Така да оваа терапија е хронична, не е најчесто е доживотно во суштина, така да не е ограничена како антибиотик 7 дена да го пиете и толку. Меѓутоа мора да се направи еднаш доплер за точно да се знае каква е состојбата и тоа е одредува целата терапија. Многу често знаете луѓето пијат лекови кои што посебно лекови како андол, аспирин, стотка, значи или лекови како диосмин, кои што едноставно не ве штитат од тромбоза. А луѓето мислат дека се заштитени со самото тоа што е примат таа терапија. Терапијата со диосмин има ефект во однос на самата венска слабост, меѓутоа проблемот си стои, значи вените се проширени, ризикот да се формира тромб секогаш си стои. Така да луѓето многу често се случува да имат јасни симптоми на тромбоза, ама они се во заблуда дека се заштитени заради терапијата, што е пијат и дека воопшто ни на крај памет дека може да имат тромб. Меѓутоа тоа не е така. Значи, посебно состојби како длабоко венска тромбоза се екстремно опасни состојби. Значи, има ситуација во која има огромни тромби кои што се проксимално во горните делови на ногата, кои што знаат да се откачат, да емболизираат во бели дробови, да тоа е да стане страшна ситуација. Така, и тоа е најсериозниот и најстрашниот момент, така откачувањето кој што бара подитна хоспитализација, итна интервенција. Така да не е ова нешто наивно. Многу често луѓето го сваќаат како проширени вени. Па добро, ама не е така. Знае да отиде во екстрем да бара итен третман, итна хоспитализација. Така и доколку веќе го имаат проблемот, треба да ги применуваат и препораките кои што лекарот нели ги дал. Без оглед дали веќе примаат терапија или пак треба нешто дополнително да прават. Може ли да се спречи како превентивно да делуваме за да не дојде до вакви состојби, освен она? Ако збориме за да се спречи длабоко венска тромбоза, значи најважно е она рана мобилизација на пациентите после операција, значи тоа инсистирање побрзо да станат, да се раздвижат. Целата работа е за заштита од тромбоза. Значи тие пациенти примат терапија, значи нискомолекуларен хепарин најчесто и додека и постоперативно и додека се во болница. Меѓутоа дури и тоа не е 100% гаранција дека нема да се формира тромб. Значи затоа е многу важно тоа рано станување на пациентот постоперација и движење. Важно е движењето, значи генерално целиот статус на физичка кондиција е апсолутно важен. Кај трудниците е важно исто да се движат, значи да не бидат долго време во легната состојба. Таа мобилизација е најважна, значи движењето е најважно да се спречи формирање на тромб. Од друга страна, кај луѓето со хронична венска слабост на површинските вени, во добар дел тоа е наследно, значи тоа едноставно е стекнат.
и не дека нешто можат да направат во ниво, односно тоа. Знаете, сите други болести ја влошуваат. Порано ќе бидат свесни, нели, дека го имаат проблемот и ризиците кои може да се појават, па да веројатно примат. ќе преземат и нешто на време. Да. Да го слушнеме и последниот гледач, бидејќи сме кон крајот на емисијата. Добро утро, повелете. Ве слушаме. Добро утро. Вака, Да. едно прашање за доктор. Дали кога нозете осеќаме по вените дека нешто не штипка или горниот мускул срчев превукнува срцето, дали тоа има врска со тромб од, например, нагмечување, дали од тортура, дали вака од паѓање, и дали има шанси да се створи некој тромб и да ни смета после во крвта. Тоа во ситни, како да кажем, честици. И се собира некогаш се разбива. И имам тешко. За водителката едно прашање има. До кога ќе не истражува и ќе не испитува кој сме и што сме. Пријатно. Ви благодариме за јавувањето. Дали убаво го... Значи, тие симптоми, како што ги опише пациентот, повише укажуваат дека е проблем со самите мускули, значи знаат да се јават грчеви, тоа чувство како струја да ви поминува, тоа е многу често како од некој нервите. затегање, нели, низ ногата да го Знае да биде чувствувате. причина дископатија, инаку самата венска тромбоза, болката која што ја дава е поинаква, значи посебно ако е поголем тромб, значи таа болка е многу тешка, длабока болка, ја чувствуваат пациентите како нешто многу чудно, нешто невообичаено. Меѓутоа, помали тромби може да одат тотално асимптоматски. Значи, воопшто да немат никакви симптоми пациентите. Така да и тие мали тромби најчесто се постоперативно, значи најчесто се кај луѓе после операција, инаку исто и после сообраќајни несреќи, значи такви трауми, тоа се го зголемува ризикот од тромбоза. Така да. Доктор Трајче, ви благодарам за гостувањето. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кој не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.